седница, одржана на 20.11.2019 година, Советот на општина Делчево донесе одлука за основање на заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад. Оваа одлука стапи на сила со објавувањето во службен весник, но не започна со нејзина примена, бидејќи не беше донесена од страна на сите совети на општините основачи. Бидејќи имаше неусогласеност со содржината на одлуката, истата не беше донесена од страна на Советот на општина Свети Николе. Поради тоа, заедничката комисија можеше повторно да се состани да изготви нова предлог одлука, која би била прифатлива за сите општини. Поради тоа, што имаме нов текст на одлуката, одлуката што беше донесена на 20.11.2019 година, објавена во службен гласник 13/2019, треба да биде ставена вон сила. Поради тоа, предлог одлуката за ставање вон сила за основање на одлуката за основање на заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад, број 09-2203/1 од 20.11.2019 година, со оваа одлука се става вон сила. Оваа одлука влегува во сила од објавувањето во службен гласник. Отправена расправа по точка поверена број 1 во врска со предлог одлуката за ставање вон сила на одлуката за основа на заедничко јавно предпријатие со авторски број 09-2203/1 од 20.11.2019. Така не се бара збор, не го праша. Бидејќи никој нема разборе, заклучна расправа и предлог одлуката за ставање вон сила на одлуката за основа на заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад, заверена под број 09-2203/1 од 20.11.2019 става на гласување. Кој е за предлог одлука? Кој е против? Воздржани нема. Констатирано со одлуката донесена со 15 гласа за. Следна точка, втора поред од денешниот дневен ред е предлог одлука за основа на заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад. Давам збор на господин Григорий Иванов. Одредбите од овој предлог одлука се речи се идентични со одредбите од одлуката што беше претходно донесена. Има измени во некои делови, ќе ги кажам јас кои се измените. Значи има измена во самиот назив. Претходниот пат беше депонија Мечковски, сега имаме нов назив во кој заедничкото јавно предпријатие ќе биде со назив Заедничко јавно предпријатие за регионално управување со отпад Еко-Исток, Северо-Исток, Свети Николе со седишта во општина Свети Николе на улица Плоштад и Линден без број во Свети Николе. Скратениот назив ќе биде ЗЈПРУО Еко-Исток, Северо-Исток, Свети Николе. Под тоа имаме измена во член број 4, каде што во претходната одлука стоеше собирање на опасен отпад и обработка на опасен отпад. Комисијата овие делови ги отстрани од одлуката, бидејќи општина Свети Николе не се согласуваше да има обработка на опасен отпад во нивната општина. Понатаму имаше измена во член 7 од одлуката, каде што кај претоварните станици се додаде став каде што општина Гробишти ќе го носи отпадот до регионалната депонија директно во Свети Николе. И последната промена беше во член 14, каде што беше изборот, начинот на кој ќе биде вршен изборот на директор. Тоа беше најмногу спорно помеѓу општина Туманово и општина Свети Николе и затоа со овој нацрт текст се одлучи директорот да биде избран по пат на јавен оглас согласно Законот за меѓуопштинска соработка и Законот за јавни предпријатија. Постапката за избор на директор ќе се проведува комисија составена од 3 члена. За членови на комисијата ќе бидат изберени од директорот и тоа 2 представника ќе бидат од североисточниот регион, додека еден представник ќе биде од источниот регион. Додека пак заменик членовите на комисијата ќе бидат 2 представника од источниот регион и еден представник од северно-источниот регион. Вршител на должноста директор до изборот на нов директор ќе го именува градоначалникот на општина Свети Николе на ист начин како за избор на директори за период од 6 месеци. Значи тоа е разликата. Значи на целиот текст и останало исто. Отвара расправа точка да поверена број 2 во врска со предлог одлука
на програма за развој на општина Делчево за 2021 година. Добро, може да поминеме со твоја. Добро. Значи ќе продолжиме со расправа по точката положение број 4, а тоа е во врска со предлог одлуката за проширување на буџетот на општина Делчево за 2020 година. Образложение ќе даде господин Шалом Багашов. Почитувани советници, почитувани председатели, до вас е доставено предлог одлука за проширување на буџетот на општина Делчево за 2020 година. Овде се работи за проширување на средствата кај две сметки, сметката за дотации и сметка за донации. Проширувањето кај сметката за дотации изнесува 505.000 денари, а тоа се работи за проширување, зголемување на средствата за 2020 година кај јавната библиотека Иринен во Делчево. Од овие 505.000 денари, кои се зголемени како износ за 2020 година, предлагаме, поради тоа што имаше на два пати зголемување на платите кај вработените, да се зголеми и буџетот по овие ставки. Конкретно, за основни плати 235.000 денари, за персонален данок 20.000 денари, за придонес за пензijsko и инвалидско 55.000, здравствено осигурување 25.000. Потоа предлагаме поправка и одржување на софтверска опрема 5.000 денари, други оперативни расходи 5.000 денари, купување на друга опрема 50.000 денари и книги во библиотека и учебници 110.000 денари. На другата сметка, сметката за донации, предлагаме зголемување на износот од 169.200 денари. Овде се работи за дотација од Светска банка, тука запишено од Обединетите нации. Имаме 7 луѓе ангажирани да помагаат на стари изнемоштени лица и дечињата што учат во прифатниот центар во Делчево. И овде се добивме известување дека уште еднократен месечен износ, уште еден, ќе им биде исплатен на овие ангажирани лица во текот на оваа година. Затоа е потребно исто проширување и на сметката за донации, како би можело во текот до крајот на годината да го исплатиме и овој месечен надомество за 7 ангажирани луѓе. Еве тоа е сега. Ова одлука. Ако имате прашање, поверете. Благодарам, господин Шалом, за образложението. Отварам расправа по точката поделена број 4, а врска со предлог одлука за проширување на буџетот на општина Делчево за 2020 година. Некој бар разбор има прашање. Советник Сашко Полов. Прашање до разлагачот, дали средствата се од буџетот на општина Делчево или се од... Ние кажам, значи, овие 505.000 се Министерството за култура, а другите од Светска банка. Благодарам. Друг за прашање и избор во врска со точката подреден број 4. Бидејќи никој нема разбор и заклучува расправата и предлог одлуката за проширување на буџетот на општина Делчево за 2020 година, ставам на гласување. Кој е за предлог одлука? Кој е против? Кој е воздржан? Констатираме дека одлуката е усвоена со 15 гласа за. Благодарам на господин Шалом за образложението. Бидејќи функции се реагира, ќе продолжиме со точката подреден број 5. А тоа е во врска со предлог одлуката за давање согласност на правилникот за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во детската градинка Весен Цветове 2. Повели директор. Ушто не може да поминеме со вас, ќе се навратиме за вас. Почитувани советници, почитувани председатели и останати присутни, врз основа на член 17, став 7 од Закон за вработени во јавен сектор, врз основа на член 116 од Законот за заштита на децата, во согласност со член 31 став 1 точка 1 од Статутот на ОИУ ДГ Весели Цветови Делчево, Управниот
одбор на детската градинка на ден 17.11.2020 година донесе правилник за измени и допълнување на правилникот за систематизација на работните места. Со правилникот за изменување и допълнување на правилникот за систематизација на работните места во општинската јавна установа за деца детска градинка Весели Цветови Делчево се вршат измени на неколку правилници, последен од ДИФЕ со архивски број 0101/85/1 од 21.7.2020 година. Член 2. Во делот посебни услови, во член 8, став 1, алинеја 1 се менува и гласи: стручни квалификации тоа за ниво В3 и В4, ниво на квалификации 6Б според македонската рамка на квалификации, истекнати најмалку 180 кредити или завршен 7-1 степен. Значи тоа е што треба да се измени во правилникот. Благодаря. Отварам расправа по точка договорена број 5. Во врска со предно полуката за давање согласност на правилникот за изменување и допълнување на правилникот за систематизација на работните места во детска градинка Весели Цветови Делчево. Дали некој го разбор по точката 5? Или има прашање до директор? Бидејќи никој нема разбор, заклучува расправата и предлог одлуката за давање согласност на правилникот за изменување и допълнување на правилникот за систематизација на работните места во детска градинка Весели Цветови Делчево. Ставам на гласување. Кој е за предлог одлука? Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам дека одлуката е усвоена со 15 гласа за. Благодарам на Ќе направиме на точката одредена број 3 од денешниот дневен ред, а тоа е врска со предлог планот на програмата за развој на општина Делчево за 2021 година. Образложение на точката ќе даде господин Антон Атанасов. Почитам председател, почитам следници, прво се извинам што закъснах ништо. Уводството на надзор, едневиот надзор ни е болен, други отсутен, координатор на развој на улица. Значи, план на програмите за развој на општина Делчево за оваа година е изградба на градски пазар во Делчево. Она е образование, знаете дека тој проект един от по-големите проекти, кои се води поставката во Шаварската година и Вранската година беше истиот проект. Аз може би немаше да образлагам толку, него мога да кажа додека поставката, додека тендер е поминен за првата фаза на изградба на градскиот пазар. Меѓутоа, поставката за документација, околна документација на Евротек во крајна фаза на влада за одборување на земјиштето на трајно користење и одобрение за градови и да се отпочне со градба на пазар. Имаше одредени проблеми околу асоциација и така да таа поставка е. Тоа налагаше да се дојде до закъснување на поставката. И сега во крајна фаза и за наредната година се надеваме дека ќе биде се тоа реализирано. Въпросът на връзка со предлог планот на програмата за развој на општина Делчево за 2021 година. Дали некој го разбор или има прашање до заврши? Бидејќи никој нема разбор. Извини, Јања, повели. Прашање до Завршување декември 20, датум за завршување декември 21. Од сега декември за една година ли е план за имплементација на проект? Да. Датум на завршување на проектот пише декември 2020 се. Подразбира датум на завршување на проектот декември 2021. Тоа е за првата фаза. За првата фаза, да. Други за прашање и извор? Кој е Славица? Име на донаторите да се кратко можем да ни кажете кој е донатор? Агенцијата за средствата од 7 милиона. Агенција за финансиска поддршка за земјоделството и рурални развој со 7 милиона евра. Да. Рестото са од сега планирани од општина Делчево, меѓутоа
градоначалник съм известен дека доколку се бараат, односно има најави за да може и од друго место да се. За втората фаза јас имам информации дека од мислам од разговор со градоначалникот дека за втората фаза ќе се бара одредени средства од источноплански регион. Источноплански. Преку источноплански. За првата фаза значи има обезбедено пари и преку агенцијата 7 милиони од собствен буџет општина. Значи за првата фаза финансиската конструкција направена, тендерирана е од почет. Друг прашање избор од точка. Видите никој друг нема разбор, ја заклучна разправа предлог планот на програмата за развој на општина Дечко до 2021 година да стане на гласање. Кој е за заклучокот со избор? Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам дека заклучокот е усвоен со односно одлуката донесена со 15 гласа за. Благодарам на Вонко. Последна точка по денешниот дневен ред е предлог одлука за одобрена финансиска помош по барање на Илјана Георгиевски. Точка да ставам на гласање. Кој е за одлуката за одобрена финансиска помош по барање на Илјана Георгиевски да се одобри 40.000 денара? Констатирам дека одлуката е усвоена со 14 гласа за. Благодарам на присутството на сите советници.